Добар ден, криптоентузијасти, добро дојдовте во уште едно специјално видео на нашиот канал, овој пат поврзано со макроекономија и геополитика, а нормално тоа е дел од мини плейлистата која што имаме наречена економија како оружје, каде што ги обработуваме најбитните досегашни, би рекол, економски узурпации од страна на Западот на целиот свет на различни нации. Во оваа ситуација тоа ќе биде Либија, со тоа што сите досегашни видеа кои што ги имаме направено, може да ги најдете во нашата плейлиста која што ја имате на нашиот канал, а тоа е плейлистата во која што веќе се обработени 6 различни нации од овој аспект. Така да може да ја најдете во било кој момент на нашиот канал. Додека во однос на оваа недела сите содржини се ефективно завршени, како што знаете и сами, ова е последната специјална неделна содржина која што нормално ја обработуваме, баш би рекол, од аспект на интерес и економска писменост. Не е толку многу поврзана со криптоедукација, но е битна за македонците да знаат што и како моментално Западот прави и како економијата може да биде користена како економско оружје. Дополнително, веќе ги имаме овие претходни 3 содржини кои што може да ги погледнете на нашиот канал, кога станува збор за следната недела. Значи, веќе е направена програмата, почнуваме во среда со макроекономија и крипто. Потенцијално чекаме да ни се приклучи и Джеромче за овој лайвстрим. Ќе ни каже до текот на утрешниот ден дали ќе биде гостин. Во петок Polkadot блокчейн, ова е апдейт на Polkadot проектот во склоп на нашата плейлиста на истражување на коини и токени, каде што Polkadot е веќе, ако не се лажам, 10-тиот коин кој што го обработуваме со второстепена анализа, значи втора на нашиот канал после претходниот bull market. Така да ова дефинитивно ќе биде интересно видео со оглед на фактот дека Polkadot е во нашето портфолио и е во доста лоша состојба. Во сабота ќе имаме Patreon заедница лайвстрим, каде што ќе одговориме на прашањата на сите наши Patreon членови, а во недела ќе имаме уште едно видео од напредниот курс, а тоа е 169-то видео, каде што ќе разговараме за состојбата на глобалните пазари на недвижности. Така да дефинитивно верувам дека ќе ви се допадне оваа содржина, затоа што не засега нормално сите. И уште еднаш, значи, би ви препорачал да се пријавите за нашата македонска трета криптоконференција, овој пат во Скопје. Значи, на самата основна страна го имате копчето каде може да се регистрирате за да добиете ваш бесплатен билет. И уште еднаш, значи, само треба да ги пополните овие основни податоци за да го имате истиот за 6 септември кога ќе се одржи оваа презентација, тоест оваа конференција. Уште еднаш истата ќе биде под банерот на добротворна акција, значи овој пат ќе се обидеме да помогнеме што може повеќе на Сдружение на воени ветерани Братство 2001, со тоа што наместо уплатници, како што веќе кажаме, доколку некој од вас сака, ќе може во соодветна кутија за донации да даде свој допринос за оваа организација. Дополнително, официјално Криптогемиџија кооперација е повторно во оптек, така речено, пуштена е нашата онлайн кооперација, каде што овој пат ќе може да ги најдете овие артикли директно на нашата веб страна. За следете Криптогемиџија кооперација на Facebook, каде што ќе имаме многу интересни и нови дизајни наскоро, а во исто време на нашата веб страна, тоа е cryptogemiđia.mk, доколку сакате директно /shop.html, ќе може да ја најдете нашата продавница. Многу едноставно, еднаш и само изберете модел и овдека ќе ги добиете сите потребни инструкции за тоа како може да нарачате. Овој формулар директно доаѓа до нас и во рок од 24 часа ја потврдуваме нарачката. Во рок од 7 до 10 дена ќе ја добиете на адреса било каде во Македонија. Така да дефинитивно ова ќе биде голема помош за тоа што сето ова што моментално го добиваме од сите овие би рекол инструменти, како што е нормално нашата продавница и нашата Patreon заедница, е наменето за да направиме уште повеќе едукација, за да реализираме уште повеќе бесплатни настани за македонската нација. Дополнително, доколку не сте станете дел на нашата Patreon заедница, линк до Patreon заедница да може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа, а оваа мала чланарина ни помага да можеме да на некој начин ја покриеме целата наша работа и да обезбедиме уште повеќе ваква бесплатна едукација. Воспротивно, како дел од Patreon заедницата имате пристап до нашите бесплатни чатови, каде што нормално ќе може да споредите ваши анализи, да споделите ваши информации и да прочитате што моментално нашата заедница работи и да учествувате во секојдневните дебати помеѓу нас, а дополнително директни пораки до нас кои што ги одговараме еднодневно и нормално лайвстрими како што е оној следната недела, каде што одговараме на сите прашања на нашата Patreon заедница. И сите офлайн видеа како што е ова, прво ги објавуваме на нашата Patreon заедница, а потоа ќе објавуваме и на сите наши канали. Дополнително, доколку сакате, може да го реализирате вашето годишно членство преку
крипто, само пратете на која валута ви одговара на cryptogamidja@gmail.com, а ние нормално после уплатата на одредена валута која што ќе ви испратиме адресата, ќе ви пратиме и линк до годишно членство на нашата Patreon заедница. Као што може да видите, цените за ова би рекол група се на овој постер и на тој начин ќе можете да станете дел од нашата Patreon заедница. Сега, денеска можеме да почнеме со нормално првичниот дел, а тоа е како изгледа Либија под водството на Гадафи. Значи, моментално во поновата историја, или би рекол по новиот временски период, Либија се дели на две епохи. Првата е Либија под Гадафи до 2011 година, кога ефективно овој лидер е соборен и брутално убиен, нешто што ќе го проследиме на нашиот канал. И дополнително период после Гадафи, да видиме како оваа држава се снаоѓа откако диктаторот е соборен. Така да ние ќе зборуваме гола вистина со факти, кои што Западот не може да ги скрие, а вие одлучете сами дали било подобро да се живее во Либија под Гадафи или сега во она урбана џунгла која што моментално е поделена на три дела во постојана граѓанска војна со многу негативни особености за кои што ќе разговараме. Сега, првата работа која што мораме да напоменеме е од каде се тоа потекнува. Значи, како настанала како држава, чија колонија била како и поголем дел од светот. Нема да налегуваме премногу во античката историја на Либија, да речеме од раните почетоци на оваа нација во времето на Картагена, па проширувањето на муслиманството, ќе се задржиме од 1900 година наваму. Тоа е практично самиот 20 век, каде што нормално имаме, би рекол, модерни почетоци на оваа земја. Нормално во тоа време била италијанска колонија, која се состоела од две провинции. Сиренијакија, или така нешто, не сум сигурен точно како би се прочитало ова, и Триполитанија. Со составување на овие две колонии е создадена модерната либијска држава, која што, како што кажав, била под водство на Италија. Во 1943 година официјално по капитулацијата на Италија во време на Втората светска војна, како територија на Италија, истата потпаѓа под водство на Алијансата. Во оваа ситуација нормално е поделена помеѓу Англија и Франција, со оглед на фактот дека како колонија на Италија истата практично абдицирала, значи едноставно го предала своето водство од Италија на овие две земји, каде што е водена до 1951 година, како што можеме да забележиме, поделена на два дела, каде што имаме еден дел под контрола на Мала Британија, другиот под контрола на Северна Афричка колонија, така наречена Франција. Со тоа што нормално ова завршува со прогласувањето на кралство. Во тоа време тоа е кралството Либија, затоа и се нарекува обединето поради обединувањето на двете засебни колонии или провинции, чие што водство во овој период е на кралот Идрис, така наречен. Мислам, во Македонија Идрис најчесто е име за магаре, ама во Либија е име за крал. Промени во светот, доста различно. Како и да е, значи, овој крал, така наречен Идрис, истиот владеел до 1969 година. Со тоа што јасно можеме да видиме дека овој е крал поставен од овие две големи нормално колонијални сили, тоа е Мала Британија и Северна Афричка колонија Франција, кои што нормално не го поставиле туку така и не му дале туку така независност на нормално на оваа земја и на овој крал, ако не е на нивна страна. Сега, како изгледа оној кудета, кој што моментално организиран, без крв, затоа што немало пролевање на крв, затоа што немало нормална револуција, од страна на Гадафи, можеме да видиме во две кратки видеа за тоа како изгледа поддршката за Гадафи и како изгледал нормално овој, би рекол, соборување, така речено, на оваа власт, државен удар без крв. Значи, ова што гледате е уствари поддршката на Муамер Гадафи пред да настапи овој кудета. 1969 година, као што може да видите, ова е негов говор и ова е како масите реагираат на овој говор, значи очигледно има доста големо влијание, нормално има доста голема поддршка од домашното население, што значи дека Муамер Гадафи не бил наметнат како нивниот крал Идрис, туку наспроти, значи истиот е во тоа време водач и е, да речем, дел од либиската армија, како не се лажам, полковник, кој што ја презема власта од тамошниот крал.
Сега, дека на вистина станува збор за прозападен крал, значи, пак ќе напоменам, ево дека има сума сумарум од западниот свет, едно кратко видео за тоа како изгледа револуцијата во Либија во овој период. Во кратки црти, затоа што не е толку битна, значи тоа е нешто што е повеќе од воспоставено, дека Кадафи влегува нормално на власт во Ливија преку овој напад без, така речено, крвопролевање. Backed by a handful of officers, the then 27-year-old captain toppled the corrupt but pro-Western monarchy of King Idris. In his first public address, Gaddafi challenged the two powers that dominated Libya. في ليلة مجيدة لتجعل كلمة الحق هي العليا وكلمة أعداء الشعب هي السفلى. إن الشعب الإنجليزي يدرك تماما أن قاعدته باتت في حيز العدم بعد ثورة الشعب الليبي. Значи, овде јасно може да се види дека уште во неговиот прв говор истиот јавно ги предупредува Мала Британија, чијашто база е уништена при така речено првиот иницијален револт на либискиот народ, кој што била нормално колонијалистичка моќ во Либија, на незината територија, а веднаш подоцна и нашите омилени. ونحن ندرك أيضا أن الشعب الأمريكي الذي يحتفظ بقاعدة فوق أرضنا. The first day of the revolution, a couple of Range Rovers drove up to the U.S. Embassy. They said, it's time for you to meet Brother Muammar. He shared the Arab view that our objective was to maintain client states throughout the region, using our military bases and using economic aid and other inducements. Gaddafi told the American diplomats that the giant Wheelus Air Force Base and its 5,000 airmen were no longer welcome. The United States lost a strategic base in the heart of the Arab world. Значи, самиот Гадафи веднаш им кажал каде им е местото и им кажал на американците дека треба веднаш да напуштат неговата земја, затоа што вели нема да го поддржи така наречениот режим на земји клиенти кои што моментално се останатите арапски земји во овој свет. Со тоа што историјата на Муамер Гадафи почнува од 1 септември 1969 година, кога истиот ја ослободува Либија од секакво странско влијание. Не само што ослободува од секакво странско влијание, туку буквално ја издигнува на едно сосема ново ниво. Еве да видиме кои се клучните реформи кои што успеал да ги спроведе, за оние кои што потенцијално не знаат, да видат како еден диктатор ја користел или би рекол злоупотребувал својата моќ. Погледнете го. Првиот проект кој што досега е нешто невидено, дури во 2026 година, а е реализиран во 60-70-тите години, е најголемата човечки направена река, за која што ќе покажеме малку подоцна како изгледа, да видите што направил овој лош диктатор. Потоа вика аграрен развој, после развој на оваа вештачка река, за која што ќе разговараме малку подоцна. Значи ова инаку пустинско, би рекол, земјиште кое што е ненаселиво, кое што е необработливо, го направил да биде така речено оаза на среде со Сахара. Пак ќе кажам, како не му е срам, диктатор, кој што нормално подоцна на луѓето кои што сакале да се занимаваат со земјоделие, им било обезбедено апсолутно се. Прво им биле давани фарми, кои што се директно направени од самата држава. Второ им било давано земјиште, кое што може да го користат колку сакаат. Дадена им е земјоделска опрема, добиток, семе, апсолутно се што му е потребно на еден човек да започне работа во аграрната, би рекол, сфера. Срамота, стварно многу лош човек. Субвенционирани комунални услуги за кои што ќе разговараме малку подоцна, да видите кои работи во Ливија биле целосно бесплатно. Значи нешто што ние не можеме ни да го замислиме денес. Иако во Југославија слично на тоа нешто се случувало, до степен како што било во Либија, никогаш не било во Југославија. Затоа малку подоцна.
Универзална здравствена заштита. Апсолутно целата здравствена заштита на било кој либиски граѓанин била под покритие на либиската земја. Дополнително вели, доколку некоја процедура не може да биде изведена на територија на Либија, државата обезбедува транспорт, државата обезбедува за смештај во земјата во која што ќе се средува оваа, да речем, операција или како вида е зафат, ќе плати за зафатот и дополнително ќе прати соодветни медицински лица да ве проследат до другата земја. Во Македонија ние се уште ги лечиме нашите сограѓани со СМС пораки. Во 2026 година. Во 1960 година Гадафи ги лечил своите граѓани целосно под покровителство на државата, дури кога тоа треба да биде направено надвор. Размислете следен пат кога ќе ви кажат дека во Либија имало диктатура, а ние сме во демократија. Финансиска безбедност, за тоа ќе разговараме малку подоцна исто така да видите што е обезбедено за сите оние кои што се би рекол нели. Значи нов брачен пар, човек кој што завршил одредено школу, а не може да најде работа, за тоа малку подоцна. Во исто време кампања за масовна писменост. Во периодот на кралот Идрис, како што кажавме, магарешкиот крал Идрис, писменоста во Либија била 25% од курната популација. 1969 година, што е само 8 години од водството на Гадафи, оваа писменост се искачува на 80%. Не само писменост, туку вели под водство на овој лош диктатор, замислете. Се обезбедува високо образование, кој што тогаш не било ни замисливо во оваа земја. И дополнително вели строга арабизација, односно сите овие прозападни ствари, како ноќни клубови, коцкање, алкохол биле целосно забранети. Како не му е срам? А во исто време вели се било преведено на арапски јазик со цел да се зачува културата на оваа нација. Во 1960 година овој човек бил свесен за зачувување на собствената нација, замислете. Права на домување за разлика од огромен дел од светот. Либија е една од ретките земји кои што го признава правото на секој човек да има свој дом. Што значи дека истата држава ќе ви овозможи да имате дом или ќе ви овозможи да имате соодветна сума на пари за да може да имате дом, за тоа малку подоцна. И ова е нешто кое што е загарантирано на апсолутно секој граѓанин. Со тоа што дополнително вели, не е дозволено ниту еден човек да има повеќе од едно приватно живеалиште. На тој начин се решава проблемот со луѓето кои што поседуваат цели блокови, наспроти луѓе кои што немаат ниту еден стан. Нормално за ова сега многу различни луѓе би имале различно мислење, но тоа е на вас, мене кој прашувате, вака треба да биде. Национализација на нафтата, значи за разлика од другите земји, овој човек имал муда да им каже на странските колониализатори дека доколку сакаат да бидат дел од оваа индустрија, ќе мораат да го отстапат својот дел во индустријата на државата, а да добијат соодветни приоритетни акции, кои што нема да има право на глас, но ќе има право на соодветен профит, што значи дека на крајот на денот нафтата била во раците на либискиот народ. Како не му е срам? Како не му е срам да не им дозволи на Англија и Франција да се богатат врз либискиот народ? Срамота. Правата на жените се унапредени, иако да бидеме реални, да, структурата и понатаму останува доста, би рекол, зацврстена во рацете на Гадафи, кој што бил на чело на оваа држава до 2011 година, реално. Демократија не постоела, но истиот да бидеме реални и никогаш не намерувал да има демократија. Наспроти тоа вели ова ќе биде уникатна социјалистичка држава. И тоа била. Значи ова е една од основните, би рекол, карактеристики на социјализмот. Да обезбедите собствениот народ. И тоа дефинитивно Либија го направила. Сега, кога разговаравме за тоа како изгледа најголемата човечки направена река, еве. Значи, на нивото на територијата на Либија се најдени големи извори на природна питка вода во длабочините на земјата, затоа ќе погледнете едно кратко видео малку подоцна. Замислите низ територијата на цела Либија, погледнете го. Се направени огромни подземни канали кои што донесуваат питка вода во најдлабоките делови на Сахара. Нешто незамисливо во 1960 година, но со доволно пари и со доволно труд нормално се е изводливо. Ова се тие огромни канали кои што моментално се вградени во земјата, кои што прават така речено една огромна мрежа која што доставува вода во најдлабоките делови на Сахара. Уште еднаш ќе кажам, во 1960 година ова било практично научна фантастика. Само ќе пуштиме едно кратко видео да видите како тоа изгледа и колку само софистицирано и напредно решение успеале да имплементираат во оваа диктаторска држава, како не им е срам, кое што направило од пустина аграрна земја.
built the world's largest river system without a single drop of rain. When you check on the map, Libya is one of Earth's driest countries, 90% pure desert, no natural rivers, almost no rain. Nearly everyone lives crammed on the northern coast. Вели, ако ја погледнете територијата на Либија, ќе видите дека 90% од истата е апсолутно Сахара. Вели, скоро и да нема никаков дожд и не постојат природни реки. И вика, 90% од населението живее на самото крајбрежје на земјата, затоа што реално внатрешниот дел, барем на почетокот, бил ненаселив. But in the 1950s, they discovered oil. The economy boomed, the population exploded, but water was still a critical emergency. Desalination was too expensive. Importing water meant depending on other nations. For Libya, that wasn't an option. Then, by pure accident, something extraordinary happened. While drilling for more oil deep in the desert, engineers accidentally discover something mind-blowing. Massive underground aquifers filled with fossil water trapped there since the Ice Age. Вели, моментално во овој период од 1950 година, кога за прв пат почнуваат да се прошируваат оние инсталации за нафта, вели најголем проблем на Либија била водата. Со тоа што во оваа ситуација по случајност успеале да најдат решение за истата, односно во тој период се уште процесите за десалинизација биле премногу скапи и би рекол се уште технологијата не е доволно напредната за да може тоа да се имплементира, а додека да се да увезува вода би било зависност на оваа земја од било која друга, едноставно ќе се стави во подредена состојност. Со тоа што решението кое што успеале да го најдат е во подземни базени на вода кои што се таму уште од времето на леденото доба. Some of it is over 30,000 years old. Gaddafi launches the Great Man-Made River Project, the world's largest irrigation system. The scale is absolutely insane. 4,000 kilometers of underground pipelines, 1,300 deep wells punching into ancient reservoirs, moving 6.5 million cubic meters of water. Вели, 4000 километри од овие цевки кои што ги видовте, тоа е инсталацијата, со 1300 извори кои што практично се направени нели посебно да ја акумулираат оваа подземна вода и вели околу 6,5 милиони метри кубни вода дневно се циркулира низ овој систем. Daily from the Sahara to coastal cities, and it cost $25 billion, funded entirely by Libya itself. И вели, овој проект коштал 25 милиарди долари кои што биле директно инвестирани од самата држава Либија. Во 1960 година, замислете, 25 милиарди долари, тоа е енормна количина на пари. Дури и денес представува многу, замислете тогаш кога вредноста на доларот била многу повисока. Со тоа што овдека се привилегиите кои што ги имал либискиот народ во оваа брутална диктаторска држава, меѓу кои, како што веќе кажавме, целосна здравствена заштита внатре и надвор од државата, образование кое што од најмала до најголема возраст е обезбедено без разлика на тоа дали е машко или женско дете, со оглед на фактот дека станува збор за муслиманска земја, електрична енергија која што е бесплатна. Во Либија за либиските граѓани електричната енергија била бесплатна. Кога станува збор за банкарството и заемите, вели, Централната банка на Либија, на така речено на државните банки кои што постоеле на територијата на истата, обезбедувале кредити на либиските граѓани за 0% камата. Како не им е срам? Значи стварно вакви диктатори, страшна работа. Домување, вели. Правото на домување за секој граѓанин на Либија е дигнато на толку високо ниво што вели. На секој нов пар откако ќе влезе во брачните води, му се доделуваат 60.000 либиски динари со цел да го реши своето право на домување и да купи свој дом. Дополнително ова е бесплатно колку добиваат, значи без никакво повраток, а ако гледате и сами, ако треба да земат нешто дополнително, плаќаат 0% камата. Значи, каква страшна држава. Земјоделски стимулации за кои што ќе зборувавме, целосна опрема, фарма, значи недвижност, земјиште, сето тоа го добивате само за да може да почнете со работа. Горивото е високо субвенционирано, вели во тој период се плаќало $0,14 по литар. Што значи дека станува збор за екстремно ниска количина на
плаќање кога земате нормално гориво кое што ви е потребно. Значи нешто незамисливо. Стипендии за вработување, вели, доколку некој заврши одреден факултет и не може да најде работа, вика државата ќе му обезбеди плата, се до моментот додека не успее да се најде место за него. Каков режим, страшна работа. Како и да е. Оно што сакам да го напоменам е дека на крајот од денот тие работи кои што ги имале либијците денеска плачат по нив, и тоа можам да ја кажам од прва рака затоа што Малта е најблиската земја до Либија и зборувам, нели, би рекол во аспект на, нели, освен оние кои што се нејзини нормално гранични земји, но многу голем дел од либанците се побегнати токму во Малта од граѓанската војна за која што ќе разговараме малку подоцна. Што можеме да забележиме овде? Од 1960 година, кога овој лош диктатор ја презема власта, можеме да видиме дека GDP експлодирал во Либија. Се до кога? До 2011 година, кога започнува, тоест кога е, би рекол, значи ова е исценирана граѓанска војна со цел да се елиминира Гадафи, за која што ќе разговараме малку подоцна, и истиот е убиен. Од тогаш можеме да видиме дека GDP почнува и продолжува да паѓа до 2025 година и се уште е во истиот трет на пат. И GDP по глава на жител, исто така може да видиме дека профитабилноста на населението во Либија буквално расте постојано, се до 2011 година, кога повторно истата ситуација, после смртта на Муамер Гадафи, не е смрт, тоа е ликвидација на Муамер Гадафи, почнува да паѓа. Значи, очигледно, добро е што се го отстраниле овој диктатор. Сега ќе погледнеме и некои други интересни, би рекол, факти, кои што Западот нема да ви ги каже. Значи, до 2011 година долгот на Либија кон светот бил нула. Такво нешто во денешно време е еднакво на научна фантастика. Значи, во времето на Муамер Гадафи можеме да видиме дека екстендиран период, значи за жал го немаме тоа и претходно да видите, дека е, примерно, 2004 до 2011 година долгот на Либија е еднаков на нула. Значи 0% од GDP долг има Либија кон светот. Тоа е нешто што за Западот е недозволиво. Ако вие немате долг кон Западот, Западот нема контрола врз вас. За после почнувањето на оваа војна и останувањето на Муамер Гадафи, да бидат 189% од GDP во долг кон Западот. Со тоа што сега очигледно малку тоа се стабилизирало, но тоа не го менува фактот дека повторно на 100% од својот GDP се во долг кон Западот. Супер! Одлично е кога ќе видите дека вака добро ја средиле земјата откако го отстраниле овој лош диктатор. Не се секирайте, многу подобро е средена, се уште не сме стигнале таму. Дополнително, главната причина поради која што, една од главните причини поради која што Муамер Гадафи е нормално елиминиран е огромната количина на природна, односно сурова нафта која што имаме на територијата на Либија. Тоа е 10-та по ред нормално најголема природна резерва на сурова нафта. 2,7% е вкупната количина на резерви на нафта во светот. Дополнително, гледаме дека Либија била еден од најголемите производители. Сега, денес, и покрај тоа што е практично уништена како држава, се уште се наоѓа на 17-то место по производство на нафта. Нормално станува збор за сурова нафта. Со тоа што, еве да видиме како изгледало тоа во периодот на диктаторот Гадафи, каде што може да видиме дека истиот до 2011 година имал навистина солидно производство и извоз на нафта. Не забравяйте дека во голем дел од овие намалени периоди е заради тоа што во голем дел историја на неговото водство истиот бил постојано под санкции. Тоа не го менува фактот дека сепак успевал барем по, како што може да видите, од 1 до 2 милиони барели на ден да ископа и да извезе нафта надвор од Либија. За разлика од тоа, јасно може да видиме дека од 2011 година ова е драматично намалено, што е нормално очекувано, со оглед на фактот дека сега веќе државата е во апсолутен колапс. Прво не се знае кој каква контрола има врз државата, значи се е во апсолутен хаос, за тоа ќе разговараме во вториот дел. Со тоа што во однос на извозот, прва работа која што може да забележиме е дека 90% од извозот на Либија е буквално сурова нафта. Значи, тоа е најглавниот продукт кој што го има Либија. 90% од извозот на Либија е сурова нафта и секогаш бил сурова нафта. Со тоа што сега веќе можеме да забележиме во последниот период нормално дека за разлика од претходно овие зелени така речено земји се места каде што имаме најголем извоз од така речено Либија. Значи можеме да видиме дека
најголемите извози се буквално западните земји. Чудно, не знам зошто. Значи, откако паѓа Кадафи, најчесто најголемите извозници на нафта во оваа ситуација, најголемиот извоз на нафта е токму во западните земји. Можам да замислам ова, сигурно е апсолутна случајност, ова нема врска со не е ова сигурно случајност, значи не е дека моментално овие земји имаат бенефит од тоа. Ќе видиме, можеби биле замешани во убиството на Кадафи, кој знае. Сега, ако продолжиме понатаму, ќе видиме уште некои интересни факти за нормално водството на Кадафи на оваа земја, некои катастрофални факти да видите како изгледа овој толку лош режим, например, еве извозот на нафта, како што кажавме, ова е официјално не само производството, туку и извозот на нафта. Можеме да видиме дека до 2011 година ефективно од 1 до 1,4 милиони барели нафта се извезувале така речено на дневно ниво. За разлика од тоа, од 2011 година, почетокот на војната, гледаме дека сето ова почнува да биде прво крајно нестабилно, па тек сега почнува повторно да се зголемува, но не заборавајте, овој пат значи државата е фрактализирана на така речено 3 различни делови, така да допрва треба да видиме кој уствари извезува, тоа е многу интересен дел. Сега, каде Либија се рангирала во Африка во времето на Кадафи? Најбогатата земја во Африка. Вели, највисокиот практично приход по глава на жител го имала Либија со 30.000 американски долари по глава на жител. Сиромашна земја, очигледно, како што може да забележите и сами, вели најголемиот, значи во однос на целиот афрички континент, најголемиот бруто домашен производ, нормално со оглед на фактот дека нафтата во оваа ситуација е апсолутно црно злато, и тоа предизвикува, значи, како за разлика од многу други земји, со оглед на фактот дека ова било директно распределено и на самото население, значи населението добивало практично од ова многу големи субвенции, како што може да видите и сами, па затоа и практично го имаме овој висок стандард на живење. Сега, една главна работа која што многу луѓето ја забораваат е причината зошто уствари е неговото убиство. Односно, прва работа која што мораме да забележиме, како што веќе кажавме, е количината на нафта која што ја има Кадафи во своја контрола, а не дозволил да биде под контрола на овие западни конзорциуми на производители на нафта. Тоа е грев кој што никогаш Западот нема да му го прости на Кадафи, како што тоа е случајот со Иран, например. Со тоа што овдека јасно може да видиме, вели, од афричката најбогата демократија, да бидеме јаси, не била демократија, но земја, до терористички рај, кој што е моментално предизвикан од интервенцијата на Мурика. Покрај фактот дека не сакал да го дели она нафтено богатство со никој друг освен со сопствениот народ, втората работа која што никогаш нема да го простите, како смее да биде против Израел. Односно, الإسرائيليين لا يقاتلون ضد فلسطين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. هذا قتال الوجود وليس قتال حدود. وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. вели Израел не се бори против палестинците, Израел се бори против сите арапски земји. И вели додека ние чекаме некаква резолуција за Палестина, вика ние гледаме како Израел ги напаѓа сите арапски земји, нешто кое што малкумини имаат муда да го признаат, посебно во тој период. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم. يجب دعمه وحشد كل الامكانيات وراء الخندق الفلسطيني. اذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الاسرائيليه الى البلاد العربيه ومحيط الخليج. Вели палестинската нација треба да ја поддржуваме со се што имаме, затоа што вика моментално палестинците се на првата борбена линија и го бранат целиот арапски свет. Во спротивно, вика, доколку не го направиме тоа, вика, Израел ќе ги нападне сите арапски земји една по една и ќе го направи тоа што сака, а тоа е голема израелска земја. يريدون إقامة إمبراطورية إسرائيلية فوق الأرض العربية. ما تسمع حكاية الكلام مسيرة السلام. خداع، تدجيل على الجماهير. أي مسيرة سلام؟ مسيرة Вика, не верувам на нивните говори за мир, вика, тоа е само лага за широките маси, што е реално, денеска тоа го гледаме јасно сите. Значи, ова очигледно некој го согледал многу одамна. Ова е говор, како што може да видите и сами, уште од 1988 година. Тоа е една година од кога јас сум се родил. Сакам да ви кажам дека од 1988 година Израел не направил апсолутно ништо поинакво од тоа што го прави денес. Постојано убива, постојано окупира, значи зборуваме за најгнасниот геноцид на модерната доба после Втора светска војна. И сите ние ќутиме, еве кој не ќутел. دمار ومذابح
في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في تونس، في ليبيا. الآن يدفن الفلسطينيون Вели не е само Палестина, туку сите овие арапски земји кои што ги спомнам моментално се исто така нападнати од страна на Израел. Срам нека ни на сите што едноставно ќутиме на ваков масакар кој што веќе се случува децении наназад и се преправаме дека ова е проблем кој што настана во 2023 година, а сите знаеме дека ова е од 1945 година наваму. И втор говор кој што го има дадено непосредно, ова е последниот говор пред така речено неговото соборување во 2009 година, кој што зборува во Обединетите нации. In 2009, Muammar Gaddafi spoke at the United Nations for the first time and gave a speech no one would forget. Normally, leaders speak for 15 minutes, but Gaddafi spoke for 96. Right from the start, he attacked the UN Security Council, saying it was controlled by a few powerful countries that used it for their own benefit while ignoring smaller nations. He Вели, првата работа која што направил во овој 96 минутен говор, каде што било дозволено само 15 минути, е дека го обвинил овој, би рекол, конзорциум на богаташи, така наречено Обединети нации, дека е токму тоа, место каде што големите имаат права, а малите немаат права. И нормално овие големи играчи прават што сакаат под покровителство на ЕВЕ, се е демократски во Обединетите нации. criticized the US-led wars in Iraq and Afghanistan, calling them illegal and harmful to millions of people. Then came the most dramatic moment. Gaddafi held up the UN charter read from it and threw it aside in anger. At one point, Вели, ја критикувал Америка за незиниот напад врз Афганистан и Ирак, кој што денеска знаеме дека се апсолутно инвазии без никакво покритие, нормално, тоа што тогаш го зборувал Гадафи, и вели го земал така речено the UN Charter, или тоа е она, би рекол, резолуциите или би рекол правата на Обединетите нации, вели буквално го фрлил пред сите дека апсолутно нема никаква важност како што можеме да видиме денес. he tore a page to show how badly those promises had been broken. He also demanded investigations into the killings of John F. Kennedy and Martin Luther King Jr. and called for trillions of dollars in compensation to Africa for its colonial history. He then mocked the UN for failing to solve major problems and suggested a bold idea: combine Israel and Palestine into one country where everyone has equal rights. Some delegates clapped, others walked out. Love him or hate him that day, Gaddafi made sure the world was watching. И нормално уште некои одредени детали кои што не се толку битни, како што е бара да се воспостави истражување, односно истрага за убиството на Џон Ф. Кенеди и Малком Екс. Џон Ф. Кенеди убеден од Мосад, нормално тоа сите го знаат, затоа истиот барал да се изврши ова истражување, односно истрага. Како и да е, не навлегуваме, исто така во тој период има во овој говор една, би рекол, многу интересна идеја да се направи една држава наместо две во Палестина, каде што израелците и палестинците ќе имаат исти права. Научна фантастика, но еве во тој период истиот имал, би рекол, револуционерна идеја нешто да се проба, како и да е. Значи, Муамер Гадафи секогаш бил на страната на Палестина. Зошто е, би рекол, последната официјална причина за да биде убиен Муамер Гадафи? Официјалните причини од типот на ние отидовме да ги браниме побунениците во Либија се апсолутна драма на Западот, тоа сме го виделе не знам колку пати. Во понова историја може да го видите во Украина со нормално во Киев, така нареченото востание против проруската влада, кое што нормално после видовме дека е целосно финансирано од Западот. Во Иран во текот на ноември и декември, каде што значи провокатори од Мосад беа инфилтрирани во овие народни маси кои што протестираа против владата во Иран за истите да предизвикаат крвопролевање, кое што јасно го видовме во видеа. И нормално, како што гледате и сами, истото му го направи и на Муамер Гадафи, но како и да е, како стигнавме до тој дел. Последната работа која што не може да му опростат на Гадафи, за разлика од тоа дека не сака да дели нафтата со Западот, од тоа дека зборува против Израел, е тоа дека бил подготвен да направи златна резерва на ниво на Африка. Односно, Муамер Гадафи е познат по говор во кој што бара од сите афрички земји да се обединат под една валута која што ќе биде обезбедена со злато. Значи, неговиот ум бил толку револуционерен во тоа време, што сега веќе имаме документи и, би рекол, истражувања кои што потврдуваат дека не само што го зборувал ова како идеја, туку истиот почнал да го реализира. Односно,
Либија како најбогата земја во тој период се обидува да направи така наречена златно подкрепена валута, нешто што е веќе познато во историјата, каде што либискиот динар требало да стане официјалната резервна валута на целиот афрички континент. И на тој начин сите овие земји од Африка да престанат да бидат зависни нормално од тугите, би рекол, парични средства или пак парични средства кои се директно контролирани од туги влади, како што е нормално францускиот дел од Западна Африка, за тоа ќе поразговараме малку подоцна. На тој начин практично ќе имаат валута која што нема никаква девалвација, нема никаква инфлација, е целосно подкрепена со златото кое што го поседува Либија. Дека ова е вистинската причина дознаеме од Wikileaks. Wikileaks во неговата објава за сите оние украдени, така речено, мејлови од мориканската неофашистичка влада, која сака да поред исто, каде што се вели дека моментално има официјален имејл кој што е пратен до квачката Хилари Клинтон, во кој што јасно се објаснува дека доколку не се елиминира Моамер Гадафи, истите нивни партнерски служби од Северна Афричка колонија Франција и Мала Британија се уверени и има податоци дека истиот купил огромна количина на злато со обид да ја реализира оваа валута, овој план. Вели, на тој начин целосно ќе се практично елиминираат оние француски CFA франци, американски долари, како платежна валута која што се користи во најголемиот дел од Африка. Односно на овој начин ќе се острани целосното западно влијание од оној неоколонијалистички период на Африка кој што до ден денеска трае. Нормално ова е потврдено и нормално знаеме дека ефективно се случило со судењето на Асанж, со признавањето дека тоа навистина се дипломатски мејлови кои што се пратени во склоп на американската влада. Погледнете го. Во 2011 година официјално Либија имала 124 милијарди долари вредно злато, или пак можеме да видиме дека во тој период имала, само секунда, да го најдам чартот, не можам да разберам каде ни го снема, ево го. Во 2011 година имала 145 тони злато, токму тоа што се вели во овој мејл. Тоа ни кажува дека официјално навистина Гадафи се обидел да го реализира ова. Една интересна работа која што мора да забележиме. Кажете ми што се случило со 50 милијарди долари вредно злато кое што исчезнало од 2011 до 2016 година во период во кој што имаме целосна нестабилност и две цивилни војни. Можеме да видиме дека ова злато апсолутно исчезнува. Значи тоа ни кажува дека некој очигледно си го присвоил ова злато на Гадафи. А кој ќе видиме во следниот дел. И еве, уште една потврда, 11 март 22, тоест извинувам, 2011 година, 22 март, BBC потврдува дека Либија има огромна количина на злато, според извештаите на IMF, Интернационалниот монетарен фонд. Што значи дека на вистина овој лидер имал намера да го реализира токму тоа, да направи валута со златна резерва, која што ќе ја стабилизира цела Африка и ќе даде финансиска слобода на овој континент. Но тоа запад нормално ни по точка разно нема шанси да му го дозволи. Сега кога веќе зборуваме за вториот дел, а тоа е Либија без Гадафи. Прво треба да видиме како бил истиот елиминиран. Како што кажавме, нормално ова држава постојано била под санкции, значи тоа никогаш не прекинало. Можеме да видиме дека ефективно горе-доле уште од неговиот почеток, иако овдека се евидентирани од 80 година, постојано имало некаков тип на санкции врз Либија. Иако Либија била официјално покровител на тероризам, кога Израел врши тероризам, како беше, тоа се нарекува командоси кои што се борат за слобода. Кога Палестина прави тероризам, тоа се нарекува нормално тероризам. Па така и овде Либија е покровител на тероризам, мене ако ја прашувате, сосема оправдано, со оглед на фактот дека Палестина исто така има право да се брани. Уопште не ми е гајле дали Израел има право да се брани. Израел пред 1945 година не постоел. За разлика од тоа Палестина постоела. Како и да е, можеме да видиме дека ефективно постојано биле под некаков тип на санкции. Нормално, ако ги погледнеме овие санкции, најголем дел се токму тоа, нафта. Значи, во неколку наврати, од 80 па до 2004 година, гледаме дека постојано главните, би рекол, санкции биле поврзани со нафтата, меѓу кои
првенствено ембарго за извоз на нафта, кон би рекол остатокот од светот, посебно оние земји кои се дел од Обединетите нации, дополнително ембарго на инвестиции во нафта, на целиот, да речем, као цивилизиран свет кој што би сакал да инвестира во Либија, но како и да е, главниот дел доаѓа во 2004 година, каде што наводно Западот се обидува да ја смири, така речено, топката со Гадафи. Значи, сите овие досегашни, така речено, санкции до 2003-2004 година требало наводно да паднат кога се прави, така речено, договор помеѓу Западот и Гадафи. Еве зошто не треба верувате на Западот, како и многу други, би рекол, лидери, тоа за жал на потешкиот начин го научил и самиот Гадафи, како што може да забележите. Значи, овој договор од 2003 година важел, тоест требало да ги намали сите санкции кон Либија, да им ги отвори вратите кон западниот свет, да ја интегрира Либија во западниот свет, со Гадафи нормално на чело, со тоа што Западот барал од Либија да даде апсолутно се. Значи, знаете како, ова е како жртва која што стои во ќош, моментално е наоружена, а вие барате од неа да ви даде апсолутно се што има за одбрана и велите не се секирај, само ти предај го оружјето и немој да се секираш, апсолутно ништо нема да ти направи. Па така и во оваа ситуација, за жал, ја не можам да разберам како овој човек кој што бил толку паметен си дозволил вакво нешто. Од него е побарано за ваква интеграција и нормално укинување на економските санкции, кои што, пак ќе кажам, највеќе го погодувале неговиот главен бизнис, а тоа е нафтата, да се откаже целосно неговата нуклеарна програма, што го направил, да се откаже од хемиското оружје, тоа е така речено, има своја индустрија за хемиско оружје, кое што е нормално наменето за одбрана во оваа ситуација, и балистички проектили, кои што нормално ги имале истите со цел да се бранат самите себе. Откако се откажува од овие три програми, кои што се практично основата која што моментално ја има Иран за своја одбрана, Западот почнува да финансира така наречени фракции во Либија со цел да го запре неговото воство. Ова е пред самото почнување на војната, вели 30 милиарди долари се инвестирани за бунтовниците во Либија. И тоа на неколку различни артикли може да го видиме, тоа од 2011 година. Ова е само во почетокот на војната против Гадафи. Нормално, многу претходно, исто како што кажавме за Мајдан во Украина, како што кажавме за немирите во Иран и многу други земји, апсолутно истиот начин, истото сценарио сегде. 2011 година, вели, 800 милиони фунти моментално се дадени на бунтовниците против Гадафи. Значи, гледаме дека овие фракции кои што се, така речено, почетокот на крајот на Либија, се токму директно финансирани од страна на Западот. И уште една таква потврда од Voice of America, како што може да забележите, дека Мурика е она која што директно ги финансира овие бунтовници против Гадафи. Со тоа што, па ќе кажем, оваа војна е цивилна војна, првенствено, затоа што ударот врз цивилното население и овие фракции кои што се борат против Гадафи треба да дадат некаква си представа, драма, дека локалното население уствари сакало да го уништи овој режим, кој што очигледно видовме во првиот дел е крајно брутален, значи како можеле да живеат толку долго под таква опресија, јас можам да си замислам, со тоа што овој шимпанзо, кој што беше во тоа време председател на Мурика, го даде овој, би рекол, говор за почетокот на оваа војна, која што кажува дека наспроти реалните факти, дека го сакаме нафтеното богатство на Либија, сакаме Муамер Гадафи нормално да не постои затоа што очигледно е противник на Западот и зборува против Израел и поддржува војни акции против Израел и нормално сакаме Гадафи да нема шанса да реализира златна резерва за цела Африка. Good afternoon, everybody. Today, I authorized the Armed Forces of the United States to begin a limited military action in Libya in support of an international effort to protect Libyan civilians. That action has now begun. In this effort, the United States is acting with a broad coalition that is committed to enforcing United Nations Security Council Resolution 1973, which calls for the protection of the Libyan people. That coalition met in Paris today to send a unified message
and it brings together many of our European and Arab partners. Значи, одека ви најавува дека наводно оваа коалиција е дојдена да го заштити цивилното население во Сирија. Дали е тоа така, ќе видиме, со оглед на фактот дека овдека он изрично кажува дека со резолуција во Обединетите нации они практично бараат да се започне оваа војна со цел да се заштити цивилното население во Либија. Да видиме дали е тоа така. Посебно памтете го овој дел, каде што Обединетите нации ќе бидат првите кои што ќе кажат како моментално се живее во Либија откако го заштитиле населението со убивање на Гадафи. Anti-aircraft gunfire has rattled the sky over Tripoli overnight. It follows the first attacks on Libyan air defences from Western allies enforcing the UN-backed no-fly zone. It comes hours after Operation Odyssey Dawn got underway, the biggest international military intervention in the Arab world since the Iraq War. French planes fired the first shots, reportedly destroying military vehicles in the east. US officials say more than 110 missiles have been fired from British and American ships and submarines. They've been aimed at coastal targets and air defense sites in Tripoli and Misrata. Reports say British jets have also carried out long-range bombing raids. Значи, ова што моментално гледаме е уствари акција, како што може да видите, на НАТО. Повторно, НАТО одбрамбено напаѓа земја која што нема апсолутно никаква врска со неговата територија, но нели, се е во ред кога НАТО напаѓа, тоа е сосема нормално, тоа се е демократија, така. Па така и во оваа ситуација, Северноафричка колонија, Франција, Мала Британија, Мурика, НАТО генерално, сите моментално членки на НАТО, да се подсетиме, и вели, директна воена поддршка од Канада, Жабаристан, Белгија, ова афричка колонија исто така, Данска, Норвешка, Шпанија, Циганленд, Холандија, нормално Буба Швабио од Турција, секоја им чест, многу паметно, Романија и Татарстан. Значи, ова се земјите кои што директно помогнале во оваа интервенција, воено, а да се подсетиме дека има и јуди моментално помеѓу овие, а тоа е Катар, Обединетите арапски емирати, Јордан и Мороко. Со исклучок на Мороко, кој што не е директно замешан во иранската војна, истите овие земји моментално заедно со Америка војуваат против Иран. Тоа значи дека ова се апсолутно клиентелистички, би рекол, режими кои што во Втората светска војна би биле наречени квинслишки, односно буквално окупирани нации кои што работат за непријателот на арапскиот свет. Секој им чест, многу паметно, значи брат убива брат, многу паметно, со тоа што во ред, значи оваа војна е завршена, многу нема што да се коментира, на крајот од денот вие напаѓате една земја која што самата по себе е очигледно не може да се брани, посебно се откажала од нуклеарната програма, се откажала од балистичките проектили, се откажала од индустријата за хемиско оружје, а вие ја напаѓате за да уништите. Значи, ете, така моментално изгледа било каков тип на преговори со Западот, се разбираме. И од аспект на тоа како изгледа моментално состојбата во Либија, како изгледа моментално состојбата во Венецуела, целосно е оправдано тоа што го направила Северна Кореја, односно со Западот нема преговарање. Направете нуклеарно оружје, па тек тогаш ќе преговараме. 2011 година, во време на војната, исто така, повторно, замрзнување на милиарди нормално богатство кое што Либија го имала инвестирано надвор од државата, целосно замрзнување на нормално извоз на нафта, замрзнување на било каков тип на увоз и извоз на оружје. Значи, се што може да се скрати од економски аспект е скратено и на тој начин нормално се обидуваат целосно да изолираат Ливија со цел да ја уништат. Значи, знаете како, уништувањето на Либија е чин кој што сите го гледавме. Западот зборуваше за некакви си демократски права, дека наводно треба да ги спасат во оваа ситуација либијците, и ги спасија, значи не да ги спасија, комплетно ги спасија, сега ќе го покажеме и тој дел. Еве како изгледа последните моменти на Муамер Гадафи. Значи ова овде што гледаме е интервју на Кейропа Ньюс, каде што еден од очигледно домашните предавници кои што се борел против во оваа ситуација сопствениот лидер, успеал да го на некој начин блоцира и овдека е демонстрирано како истиот е елиминиран. Значи тоа ќе го покажеме за да видите на кој срамен начин е елиминиран на собствена територија. Standing on top of the hole where Gaddafi was hiding. We saw another two people hiding and we fired on them. Ahmed, one of our colleagues, went and killed two of them. Later on, we went to the other side and 4 or 5 ran out from under the road. We surrounded them and they told us Gaddafi was hiding inside and that he was injured.
طلعوا يجي 4-5 فارق سلموا روحهم واحد منهم قال لي We entered the hole and I captured him immediately. All the fighters came and surrounded him. وبعدها انا لا اله الا الله تلمت على الواحد وانا ما في شديناه بالمسدس ده. We find this handgun on him and another gun in a bag which is still with our colleague in Sirte. This is the gun and this is the satellite mobile phone. This is the graphic video filmed by someone in the crowd. It shows the last chaotic moments of the former dictator. Gaddafi is seen clearly alive, dazed and bloodied from his wounds. He's dragged off the vehicle, surrounded, swept along by the crowd. In these moments, with shouts in the background of keep him alive and the sounds of gunfire, it appears he is killed. It remains difficult to establish how. According to a doctor who examined his body, he was fatally wounded by a bullet in his intestines following his capture. Значи, за жал, ова е начинот на кој што е убиен лидерот на оваа земја, кој што очигледно не одговарал на Западот. Така да, со оглед на фактот дека ова е неговиот крај, нормално голем дел од, би рекол, причините со кои што успеале да го сузбијат неговото владење токму економските санкции, како што можеме да видиме, целосно изолирање на неговата земја од најбитниот дел, а тоа се пазарите каде што нормално може да го пласира нивниот единствен и најголем национален продукт, а тоа е суровата нафта. За оваа курветина да излезе на телевизија веднаш после неговото убиство, после овој клип што го гледате и да го каже ова. So, I mean, that is the land of unconfirmed vote. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything? Значи, овие западни дебили, кои што моментално се уште си играат колониализам, не разбираат дека порано или подоцна ова ќе дојде на нивна глава. Тоа што денес успеале да го направат на Гадафи, да се подсетиме во тој период, единствено еден лидер во светот имаше муда да каже дека оваа нелегална инвазија и овој начин на елиминирање на лидер на една земја, тоа беше Путин, е срамно за целиот свет да седи и да гледа немо како се случува, за разлика од тоа сите овие останати, би рекол, квинслишки, поданички влади во светот зборуваа како победила демократијата. Сега ќе погледнеме како моментално демократијата изгледа во оваа земја откако е убиен Гадафи. Прво што може да забележиме е дека во оваа војна, за разлика од прозападните влади, можеме да видиме дека 4 синови на Гадафи се убиени, од кои 3 за време на војната, кои што служеле во војската за време на војната, значи дека се бореле за сопствената земја. Еден убиен подоцна, за кој ќе разговараме, тоа е главниот наследник на Гадафи, кој што беше до Гадафи во целиот дел на војната. Војната ја следев активно, иако тоа беше одамна. И има уште двајца кои што се надвор заедно со неговата ќерка Аиша, која што ден денеска е политички активна, но не е во Либија. Нормално причините се јасни зошто. Сега, од така речено завршувањето на првата граѓанска војна во 2011 година, се појавува Калифа Хафтар, кој што е претходно висок воен чиновник во војската на Гадафи, кој што се враќа со цел да ја превземе контролата над војската, а со тоа нормално и се појавува јасно фрактурирање во силите и територијата на Либија. Односно, по неговото доаѓање, голем дел од војската доаѓа повторно под негово водство. Овој човек бил, ако не се лажам, во азил во Америка, колку што јас сум информиран. И оваа војна ефективно трае до ден денес. Супер, нели? Одлично. Претходно најбогата држава во Африка, со огромен стандард, се бесплатно. Ден денеска, еве како изгледа моментално Либија, кога ќе ви кажат колку само демократијата победила, подсетите ги кој ја донесе демократијата во Либија и подсетите како моментално изгледа Либија. Ова е територијата на Либија, која што моментално е поделена на 3 фракции официјални, меѓу кои можеме да видиме дека првата најголема фракција е токму овој генерал за кој што зборувавме, кој што моментално е во соработка со Русија, Иран, Хезбола, Сирија и Либан. Ова, би рекол, лељакова боја е моментално меѓународното призната влада. Еве, гледайте колку меѓународно признатата влада има контрола над Либија. Единствено што има контрола е уствари над нивниот главен град. Тоа е тоа. И оваа зелена територија која што, верували или не, е Ал-Каеда. Супер е кога ќе го елиминирате водачот кој што има контрола над оваа земја, нарекувајќи го диктатор, а потоа ќе оставите оваа земја во постојана граѓанска војна во последниве 15 години. Изборувате како победила демократијата. Одлично. Многу ми се допаѓа кога вака демократијата победила, каде што
Оприлика 15% од територијата на Либија моментално е во рацете на Ал-Каеда и на Талибан. Мислам, супер, Ал-Шабаб. Значи имаме терористичка власт врз 15% од територијата на Либија. Не се секирете, тоа не е се. Ова е репорт на истиот тој Обединети нации, би рекол, орган во светот, кој што прво зборуваше како треба да се одбранат цивилите во Либија. За во 2017 година да издаде свој собствен репорт со кој што вели моментално на територијата на Либија има активни пазари за трговија на луѓе. 2017 година. Значи 2017 година во текот на демократското преобразување на Либија во постојана граѓанска војна се појавуваат активни пазари на робови. Не се секирете, тоа не запрело до ден денес. Значи до ден денес, као што може да видите, 2025 година март, скандал со пазари на робови во Либија. И истиот тој УНХСР или Обединетите нации вели мигрантите кои што поминуваат низ Либија моментално, за да не кажат дека е трговија со луѓе, велат violent business model. Замисли до кој степен пропадна оваа така речена организација наречена Обединетите нации, кога камповите каде што се тргува со луѓе се нарекуваат насилен бизнис модел. Значи, еве како капиталистите моментално ги нарекуваат маркетите за трговија со луѓе. Не е ова трговија со луѓе, ова е само насилен бизнис модел. Вие не сте роб, вие само насилно сте задржани да правите нешто против ваша волја. Супер, баш ми се свиѓа вака што капитализмов ни носи демократија низ целиот свет. И многу сакам ова да го знаете. Вака изгледа демократијата. Јас најдов едно кратко видео за тоа како изгледа моментално дел од ова. Значи, ова е објавено, као што може да видите како изгледаат моментално овие пазари за луѓе. Сега не знам дали ова треба да биде Wakanda Forever, ако, нели, ова е некој болна шега, но како и да е, еве како изгледаат тие пазари на луѓе, ако некој од вас не му се верува, може да го провери ова и сам. Значи, ова што моментално гледаме како изгледа демократија, драги мои, откако ќе дојдат Северна Афричка колонија Франција, Мала Британија и Мурика да ви донесат демократија во вашата земја. Нели е убаво кога гледате вака демократија кога цвета на афричкиот континент? Не се секирајте, ние сме го виделе тоа и на собствена кожа. Нас се донесува демократија од Косово, која што се уште моментално е нормално активна во нашата земја. Во исто време да се подсетиме дека од 2010 година пред неговото убиство, Гадафи јавно зборуваше за тоа како моментално он е единствената пречка за голем број мигранти да ја преминат она водена бариера, наречена Средоземно море, и да го окупираат гејропскиот континент. Гадафи вели потребна му е помош од Гејропа во пари за да ги спречи мигрантите да дојдат на територија на Гејропа. 2010 година. Тоа беше BBC. Times of Malta. 2010 година. Гадафи бара да се спречат мигрантите да не доаѓаат во Европа. Нели, одредена помош, вика наспроти тоа, ако не се случи, вика Европа ќе стане црна. Денеска изгледа доста црна, мене ако ја прашувате. По се издаја човеков знаел што зборува. Гадафи вика предупредуваше, а вика сега моментално Гејропа го гледа неговото наследство на предупредувањето во 2025 година, дека со неговото отсуство веќе нема пречки кои што ги спречуваат овие луѓе да дојдат на континентот Гејропа и да ја зацрнат. Да, оние кои што ќе поминат низ Либија, а нема да станат робови, очигледно ќе успеат да стигнат до Гејропа. Супер. Очигледно доста паметно се поку направено од страна на Гејропа. И оние санкции кои што моментално се активни, значи зборуваме после неговата смрт за време на оваа граѓанска војна која што трае 15 години, гледаме дека истите се активни нормално со резолуции на Обединетите нации, а тоа е оружје ембарго, значи иако има ембарго оружје, да се подсетиме, едната страна добива оружје од западот, другата страна добива оружје од истокот, оружје ембарго не постои. Единственото ембарго за оружје е дека помеѓу себе нема да си тргуваат оружје, што е смешно, но е постои моментално. Замрзнати средства и понатаму знаеме дека голем дел од оние средства кои што биле во рацете на Гадафи, како што покажавме, околу како беше 50 милиарди долари злато го снемало во текот на оваа граѓанска војна. Го снемало. Значи, тоше луѓето си земале, знаете како е. Не е дека некоја окупациона сила го направила тоа.
и многу други би рекол средства кои што се нормално од Либија во времето на Гадафи инвестирани во различни странски земји се замрзнати, кои што не верувам дека никогаш ќе бидат вратени. Гледате дека Либија се држи во постојана граѓанска војна. Патнички забрани и до ден денеска либијците кои што претходно можеле да патуваат секде, сега сироти одвај може да стасаат до Малта. И нормално контроли на нафта со оглед на фактот дека за разлика од претходно каде што нафтата била во рацете на државата, а од тоа имале бенефиците, сега веќе не е тоа така. Сега истите мораат нормално голем дел од нив да копаат нафта на диво. И можеме да видиме дека економски оваа држава почнува ефективно да пропаѓа највеќе после падот на Гадафи. Ова е М2 на оваа земја, иако првенствено гледаме скок на овој М2, би рекол, нели, парична маса на Либија до 2011 година, јасно можеме да видиме дека истата екстремно се зголемува. Значи, како што може да забележите, во времето на Гадафи истиот ја зголемил оваа парична маса од 15 милиарди динари до 46, што значи дека опрлика направил 2x на оваа маса, за потоа од 42 да стигнеме до 200. Значи, солидни 5x во овој период и нормално тоа ќе продолжи. Значи, ваквото принтање на постојани пари предизвикува нормално екстремно намалување на вредноста на либискиот динар, кој што претходно, замислете, истиот сакал да го направи да биде стабилна валута, подкрепена од злато, а сега, како и сите останати тоалетни хартии, представува апсолутно без никаква вредност. Со тоа што се подсетиме уште дека од 2011 година имале нула долг, а сега долгот е над 100% од нивниот GDP. Значи, уште една придобивка од демократијата, како што може да забележите. Како што кажеме, производството на нафта е исто така екстремно намалено, и тоа зборуваме екстремно намалено, за 2 до 3 пати. Во однос тоа зависи која година е полоша во граѓанската војна, толку е полошо производството. Очигледно нема обединетост на овој пазар, секој продава каде ќе стигне. Кога станува збор за извоз, како што веќе кажеме, гледаме дека извозот претходно бил стабилен до 2011 година, за жал не може да го најдеме претходниот чарт, а потоа гледаме буквално растови и падови, каде што гледаме екстремно намалување од 1,3 до 1,4 милиони барели на ден, паѓање на така речено 400, опрлика во просек 500,000 барели на ден. Значи тоа ви кажува колку само оваа нестабилност делува нормално врз самите пазари. И да се подсетиме дека во последните неколку години имавме драстично тоест намалување на вредноста на либискиот динар. Значи во 2020 година 1 долар коштал 1,3 либиски динари и гледаме дека во 2-3 наврати моментално истиот морал да се зголеми за цели 6 пати со цел, според кажувањето на, значи тоа што успеав да го најдам како анализа, е дека поради фрактуелноста на оваа земја, иако сите би требало потенцијално да користат либиски динар, нормално вредноста на либискиот динар на оваа црвена територија и на оваа така речено виолетова територија е поинаква. И според она што е кажано овде, наводно во договор помеѓу себе, иако се во постојана војна, практично двете страни одлучиле да го направат оваа девалвација со цел да предизвикаат стабилизирање на доларот на одредена сума. На тој начин практично целосно го елиминира наводно црниот пазар, затоа што на крајот од денот нормално луѓето кога локалната валута е нестабилна мораат да се снаоѓаат, а како се снаоѓаат со друга валута нормално на црните пазари. Со тоа вели на овој начин практично се обидуваат да ја стабилизираат валутата, но при тоа успеале да ја девалвираат практично 90% од нејзината вредност. Супер. Екстремно паметно, гледаме дека демократијата има толку многу придобивки што јас искрено да ви кажам право, не знам зошто порано не сме побарали ние да ни донесат малку демократија. И уште една последна работа која што сакам да кажам е дека не само што е убиен Гадафи, туку се обидуваат да ја убијат, значи целиот негов легаси, така речено, целата негово наследство. Значи затоа и јасно ми е кога неговите потомци моментално не се враќаат. Односно, ова што гледате овдека е Саиф ал-Ислам Гадафи. Ова беше еден од синовите на Гадафи, кој што беше активен и во тоа време, ако не се лажам, беше и портпарол на владата на Гадафи, кој што нормално драматично настрада од војната. Истиот беше осуден, беше во затвор и потоа, откако беше ослободен, во 2021 година проба да се кандидира за претседател. Да се разбереме, демократски избори во Либија не постојат. Значи, он се обиде, беше отстранет, значи му беше забрането да се кандидира како претседател, сега ќе видиме зошто.
За на крајот да видиме дека неговата популарност и понатаму расте. Од 2024 година вели враќањето на Саиф ал-Ислам ал-Гадафи. Ова е така речено на Deutsche Welt, кој што покажува дека очигледно овој човек имал поддршка во неговата земја. Значи, очигледно народот сватил што направил со тоа што губил Гадафи. А сега ќе ви покажам зошто. Овој син на Гадафи е убиен пред само некое време. Официјално истиот е убиен 4 февруари 2026 година. Ова ние го објавивме на нашиот канал. Со тоа што моментално либиската влада бара да се направи целосна истрага во тоа кој го елиминирал овој човек. Зошто е толку битно? Значи, елиминирањето е апсолутно филмски. Значи, во неговата куќа упаднат тим на специјалци кои што целосно ги неутрализирал камерите, го убива и го напушта домот. Со тоа што апсолутно сите знаат дека моментално оние кои што стојат позади убиството се Мала Британија и Северна Афричка колонија Франција, затоа што не може да си дозволат повторна војна доколку овој човек дојде на власт, а знаеме дека целата држава моментално апсолутно ги мрази овие западни сили кои што донесуваат демократија, па затоа и го елиминираат овој потенцијален проблем уште пред да порасне. Така да ваквата елиминирање на синот на Гадафи покажува само колку западните сили се исплашени дека арапскиот свет веќе очигледно не ги поднесува. И за оние кои што моментално зборуваат како нели Гадафи бил диктатор, еве како изгледа погребот на неговиот син. Ова што гледате овдека се илјадници луѓе кои што се дел од, би рекол, поворката за погреб на овој човек. Се зборува за десетици илјади присутни. Не би коментирал, нормално вие може да учите сами како од прилика тоа изгледа нормално. Мене ако ја прашувате, јас мислам дека ова не е погреб на окупатор, на диктатор, на човек кој што направил лоши работи за сопствениот народ. Напротив, јас мислам дека ова е очигледно погреб на човек кој што сопствениот народ го сакал. Сега нормално тоа е моje мислење, а вие заклучете си сами кога ќе ги видите овие сцени за тоа како изгледа неговиот погреб. Значи, пак ќе напоменам, една е работата која што ни ја кажува Западот, а друга е работата која што реално се случува. Затоа и нашиот канал одвојува време да го покажеме сето ова на нашиот македонски народ, да знае кои се неговите стратешки партнери и како ние се наоѓаме моментално за прв пат во историјата на погрешната страна. Уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте, ова се случи кај нас. Нашите стратешки партнери ни донесоа терористи во парламентот и се погрижија овие стратешки партнери, така речено, терористите да бидат целосно згрижени со рамковен договор 20% вработување, а за жал нашите бранители не им дозволено ни да постават еден споменик на местото каде што загинаа хероите од Карпалак. Само да ви кажам како изгледа кога моментално дозволуваме нашите стратешки партнери да ни кажат што е паметно. Еве каде на друго место стратешките партнери што ние толку многу ги уважуваме прават истото што ни го прават и нас. Така да, друштво, со ова ќе го оставам. Денешното видео мислам дека беше доста информативно и верувам дека ова е клучно за македонците да знаат како реално стојат работите и колку економијата е силно оружје. Ви благодарам. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија и од Топлата Мала. Хеј! Од Велес до светот. Криптогемиџија, знаеш. Год се до него. Заедно креваат бука, во живо се брате, кај што знае забава да пука на монитор, бројки, график, нерви, од биткоин до трендови ги читаат први. Македонец за македонец, тоа е слоганот, не продаваат магла, туку знаење за џабе, кај што други се губат. Во шуми, во хаос, тие ловат вести, па прават баланси, јасно, седна вест, две вести, трета веќе се менува, а тој што ги следи лесно логика си вденува. Криптогемиџија, со око за ризик и гоце со него ни прошируваат видик. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно, кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец
Makedonec, Gemiđija da ne vodi po patrov. Kripto Gemiđija, svogod se dozvori. Kripto Gemiđija, uča cela brigada da se bori. Makroekonomija, brate ne šega, murika so zelena, toaletna hartijem 2 siroka. Printer otpušten na jako od Fed do selo do Brisel, vesti za zlato. Od Bliski od istok do BRICS i Mala Britanija. Geopolitika ko mreža od žici, jedan potek tamu a efektu kao u oči. I se koja vest od svetот je nosac od težina. Ne je samo klikbejt, tuku slika i dlabočina. Ne pa jadna fake news, tuku se sledat svite strani. Ako imate protiv Gemiđijata na temata vekani. Koga pazar otreperi, ti je gledat mirno. Koga site se plašat, ti je stojat silno. Makedonec za Makedonec, to je parola. Makedonec za Makedonec, dok se do posledne stici fakt. Gemiđijata ne vodi po vištinski odpad. Do utrinski časovi ne znat za dosta se roka. Temi za kripto i mokta, od šema do šema, od grafik do grafik, se na makedonski jazik. Makedonec za Makedonec.